Што за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи и активизмот? Слободата значи слобода, самиот збор кажува, она што го гледаме, новинарите да го презентираме во јавноста, односно слушателите, бидејќи јас работам во радио, слушателите да слушнат вистината. Да кажеме едната страна, другата засегната страна, објективна јавност и така натаму. Значи во еден настан или една вест што ја проследуваме, треба да застапиме 5 страни од прилика, за да можеме да ја презентираме објективната страна на настаните кои што се случуваат. Но тоа во локални услови како што е овде во Велес, не би можело тоа да се прави, бидејќи тука не се практикува зимање на мислење на луѓе кои што се експерти по подредена работа или биле на функција, имаат искуство, или директори кои што веќе се во пензија. На некој начин тие се повлекуваат и се плашат да даваат изјави. На кој начин ја поддржувате или можете да ја поддржите слободата на изразување и медиумските слободи воопшто? На кој начин? Па скоро 35 години сум во оваа бранша и со транзицијата на општеството и јас како личност и како новинар се транзицирав, бидејќи условите во кои што сите овие години работиме не ни дава толкова слобода да работиме, иако амбициозно почнувавме со желбата да информираме така како што е, но често пати наидувавме на камен на сопнување и репресии од луѓето кои што беа на власт, а исто така и од стопанствениците кои што не сакаат да се пишува, особено во времето кога се приватизираа фирмите, тогаш бевме сведоци на најразлични корупции, криминални дејствија. Мислам дека во општествените информативни средства многу пообјективно можеше да се пишува отколку во приватните. Бидејќи приватните медиуми се на некој начин зависни од капиталот во државата, во градот и на тој начин малку поблаго истануваме. Значи, јас од еден остар новинар станав комерцијален новинар кој што морав да ја продавам програмата за да останам во таа бранша што ја сакам и да го работам тоа што го сакам. Тешко е да си новинар денеска, но се што се сака не е тешко, така да секогаш ќе се залагам за слобода на информирање. Тоа не значи дека можеш да го кажеш само со збор. Можеш и преку песна или преку некој напишан текст, пак да индоловиш на слушателите, конзуматорите што си сакала да кажеш. Кои се вашите препораки во однос на борбата за слободни медии? Моите препораки се медиумите да се остават настрана, прво од политиката, бидејќи сите овие години наназад медиумите беа некои жигосувани, некои фаворизирани. Треба да работат според својот кодекс и етика, значи новинарите да бидат навистина тоа што се. Меѓутоа, мислам дека ЕСАП-от ни го буни, например, Фејсбукот како социјална мрежа или порталите како бидејќи не се никако регулирани, треба со закон да бидат регулирани и тогаш јавниот пишан збор ќе биде на санкции, бидејќи сега секој е новинар, секој кажува мислење, точно е дека и тоа е слобода, меѓутоа и слободата има граници. Посакувам навистина во Македонија да имаме едно убаво време за новинарство и да се стави ред на пишаниот и јавниот збор, бидејќи дното го постигнавме, време е да се дигнеме нагоре.